Правниот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип продолжува со тенденцијата на организирање на симулации во областа на јавното и приватното право. Денеска, на моје големо задоволство, студентите од 4-та година од правосудна насока ќе симулираат главна расправа во редовна парнична постапка од областа на меѓународното трговско право. Значи станува збор за еден меѓународен трговски спор во рамките на предметот меѓународни трговски договори. Сметаме дека студентите на ваков начин, односно преку реализирање на овие симулации на судски процеси, на најдобар начин покрај теоретските аспекти ќе имаат можност да ги совладаат и практичните аспекти на материјата. Односно, правниот факултет продолжува со на почетокот, не знам дали може да ја кажам традиција, меѓутоа тенденција со една поголема динамика да ги организира овие симулирани судења. По примерот на европски правни факултети, сметаме дека токму организацијата на симулации на судски процеси ќе им даде можност на студентите покрај теоретските аспекти, познавањето, односно совладувањето на позитивното право, да имат прилика да се запознаат со имплементацијата на законските одредби од областа на јавното и приватното право и пред се да ги совладат постапките во рамките на судските процеси. Станува збор за реален предмет. Ние настојуваме да работиме на предмети кои што веќе се завршени. Значи, вклучувајќи ја и третата судска инстанца, значи доколку има и постапка пред Врховен суд и тоа да биде завршено. Предметите ги бираме на начин што настојуваме да вклучиме што поголем дел од теоретската материја која што студентите ја поминуваат во текот на семестарот. Значи, конкретно денес студентите имаат можност да симулираат еден судски процес во кој што, иако станува збор за меѓународен трговски спор, внатре се вклучени, не знам, осигурување, продажба, транспорт, контрола на стока, царински постапки, инкотермс клаузули. Значи, тоа е всушност и главната поента. Да можат сите договори кои што теоретски ги совладуваат во рамките на семестарот, на крајот преку едно симулирано судење да видат каква е имплементацијата на одредбите кои што ги учиме теоретски во текот на семестар. Јас сум презадоволна од студентите и навистина позитивно изненадена. Прво, поради желбата и мотивацијата што ја покажаа да работат на една симулација. Знаете, тоа секако одзема време. Студентите секогаш наоѓаат изговори дека имаат прв колоквиум, па втор колоквиум, па дополнителни активности и така натаму. Меѓутоа, јас сум презадоволна, исто и со колегите како што разговарам. Значи, навистина покажуваат интерес за симулација на судски процеси. Не случајно денес се поканети, значи фокусот беа студентите да бидат присутни, затоа што идејата е да видат и самите да се мотивираат за во идните симулации си го најдат своето место и активно, значи, се вклучат. Конечно, мислам, самата идеја е студентите кога ќе завршат правен факултет, едноставно да не им биде влегувањето во суд како нешто за прв пат ќе го гледат, како нешто непознато. Се разбира дека тие не можат преку 2-3 симулации да совладат, нели, се нормално, е потребно поголемо искуство, меѓутоа сметаме дека паралелно, значи, со теоријата и праксата сепак ќе бидат во една подобра позиција. Значи, ова ми е по трети пат учество на симулирани судење при Универзитетот Гоце Делчев во Штип во правниот факултет и ми е чест по трети пат да имам улогата на судија. Значи, улогата на судија е доста, значи, тежок процес во симулираното судење, со оглед на фактот дека судот ја утврдува фактичката состојба, ги утврдува доказите, кои докази ќе ги земе во предно судење на пресудата. И потоа, согласно член 290 Законот за парична постапка, преминува кон изрекување на пресудата. Станува збор за доста комплексен случај во кој што се долги низ години се повлекувани судовите во Република Македонија, се застапени повеќе договори во областа на трговското право. Да спомнам некои, не станува збор за договорот за продажба, договорот за осигурување, договорот за шпедиција. Значи, самите симулирани судења на нас студентите ни возможува доближување до практична настава, да видиме како всушност изгледа реален судски процес со реални судски предмети.